А дали ИГМ параметарот е показател за некоја тековна COVID инфекција? И сега имаме пациентка кој е детектиран ИГМ после 7 месеци од првиот PCR резултат, првата потврда за COVID-19. Одговорот е генерално да. ИГМ се појавува првата или втората недела после првиот контакт со вирусот, но има публикации кои индицираат дека кај некои групи на пациенти ИГМ ја има истата динамика и како ИГГ. А другото објаснување, ама овие се многу мала група на пациенти, а другото објаснување е самото ИГМ антитело е погломазно, поголемо и поголема е веројатноста со понизок специфицитет да се добие позитивен резултат, фалс позитивен резултат. Вие да немате ИГМ, а да добиете позитивен резултат како да имате ИГМ. И затоа треба да се биде многу предпазлив кога се прават овие тестови и да се земат во обзир други фактори како симптоматологија, како PCR тест, па понатаму тестирање на ИГГ, за да ви се даде една целосна слика, бидејќи тестирање на ИГМ е само еден параметар, еден показател во целото тоа портфолио, во целото тоа портфолио на алатки кои ги користиме во диагностиката, така да објаснувањето, доколку вие имате позитивен ИГМ наод после 7 месеци од прв позитивен резултат за SARS-CoV-2, или тестот има некаков крос-специфицитет, или се наоѓате во таа мала група на пациенти кои ИГМ трае, односно циркулира во крвта многу подолго време или ја има истата динамика како ИГМ.